кој што целиот свој живот во суштина е еден од првите соработници на Ататурк и цело време за својот живот тие се поддржуваат еден со друг и напоредно низ разноразните активности и позиции. Така се двајцата најважните личности можеби за создавањето на Турската република. Што се однесува до самиот проект, бидејќи на 7 мај е починат Алифети, тој во својата биографија, која што е мощна и обемна, бил повеќе пати или поточно 5 пати пратеник во турскиот парламент. Зборуваме и за периодот до создавањето на републиката, значи во османскиот период, во османска Турција, и во периодот на Националното собрание на Република Турција, значи од 23 година, најте на 29 октомври е прогласена Турција за република, така да и во и во претходниот период и во наредниот период од создавањето на Турската република е значајна фигура во политичкиот живот на Турција. 5 пати е пратеник во собранието, 3 пати е министер за безбедност, министер за внатрешни работи и министер за правда. 2 пати е премиер на Турција и во времето, значи, кога Ататурк станува председател на републиката, а претходно бил председател на Националното собрание, на негово место доаѓа Алифети Окиер. Значи, од 23 година е председател на Националното собрание на Турција. Самите овие неколку податоци зборува за каква личност станува збор, личност која што во голема мера му помагал на Ататурк. Ататурк бил така малку по-импулсивен, поратоборен, а додека Алифети, чиј што име Окиер, значи стреловита мисла, му е дал Ататурк. Значи, тој го знаел во суштина каков карактер тој, стреловита мисла, во суштина, значи, брзо реагирал, брзо мислел и едноставно името 1934 година Турција носи закон за имена, за презимена, не знам точно како се вика законот, меѓутоа тогаш на голем дел од личностите, мислам сите го додаваат третото име, ќе бида присутни и амбасадорот на Турција во Македонија и конзулот на Македонија во Турција. И секако, можеби, една од личностите која што ќе има тежина овој настан е и присуството на младиот Алифети Окиер, значи внукот на Алифети Окиер, внукот брат од син, значи директно потомок на Алифети Окиер, кој што на нашата покана радо се одзва. Имаме во увид дека можеме да покренеме иницијатива во согласност со моментално со локалната самоуправа да најдеме дали ќе биде спомен соба, дали ќе биде име на улица. Мислиме дека како институција треба да го подкрениме тоа прашање во локалната самоуправа и со поддршка нормално од други институции да излезиме на повидок да го изваиме значењето на Алифети Окиер како прилепченец со сите негови атрибути и сите негови функции кои ги обавувал во Република Турција. Со самото отворање на спомен соба или именување на улица, ние би, како што напомена колегата Велчевски, одиме во развој, уште поголем развој на културните настани со Република Турција, на сите стопански субјекти. Моментално имаме големи друштва, македонско-турски пријателства, македонско-турски стопански друштва. Мислам дека ќе најдеме на интерес и ќе излезиме со еден реален проект и со реална ситуација во ова нешто.